Детството е величествено од животот дел. На земјината кора со ркулци насаден. Детството е радост ко прв пролетен цвет, а во него другарството е најважно на целиот свет. Вкрстени рачиња, црни, жолти, бели. Насмевки безброј, прегратки топли врели. Ова само во другарството го има, нели? Во другарството верноста виори оро ширно, а љубовта кова кованица. Среќата ниже од другарство бројаница, а надежта како лулка спие мирно. Под најсветлиот сончев сјај, другарството е најголемиот зрак и земски рај. На секое дете другарството среќа му нуди бескрај. Другарот е најголемото богатство, знај. Вики, знаеш ли дека утре ми е роден ден? Да, Мила, знам. Сакам сите да дојдете на мојот роден ден, освен Джейлан. Но, зашто да не дојде Джейлан? Не сакам роми да доаѓаат на мојата роденденска забава. Но, тие се кораски, тие се луѓе. Не сакам и точка! Не мораш ни ти да доаѓаш ако ја правиш неа. Мила, ова што го правиш не е веројатно. Ќе ги изгубиш сите твои другари и твоето однесување и себишност. И јас што сакам ги правам. Добро, Мила, како сакаш. Но, знаеш што? Од денес веќе не си моја другарка. Мила, што е тоа? Покани за мојот роден ден на Сајмички. Добре, ајде подели ги побрзо да започнеме со часот. Благодарам. Се надевам дека нема да бидеш. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. It's your birthday, hooray! Happy birthday. It's your birthday, hooray! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Зошто никој не доаѓа? Не знам, Мила, да не се скара со другарите, да не ги награди со нешто. Не, мамо. Сигурно ќе дојде. Не грижи се, Мила. Знам, мамо, но сакам да ти кажам нешто. Кажи, Мила. Мислам дека вчера претерав малку. Не сакав да ја поканам Джейлан затоа што е ромка. И мислам дека затоа не дојде другарките. Па, Мила, тоа не е воопшто добро. Знаеш ли самата дека тие се луѓе како и нас, дека не треба да ги делиме, без разлика дали се роми, турци, албанци. Ама, мамо, Джейлан е црна. И што ако е црна, нели е и таа дете? Нема ли и таа чувства? Нема ли права како и сите други деца? Мила, си направила голема грешка. Веднаш, штом ќе ја видиш Джейлан, да се извиниш. Добро, мамо.
Джилан, ти дојде. Ти благодарам многу. Никој друг нема. Ти си извинувам за мојата вчерашна глупост. А вистина, Петара. Добро, Мила, ти просто ми помогам да сводим и да докажем дека ние не сме лоши без разлика што сме роми. Знам, Джилан, ти навистина имаш големо срце, со чиста душа, како солза. Сакаш ли да ги думаме заедно светички? Во ред, може. Ти навистина имаш големо срце, со чиста душа. Навистина си многу добро човек. И ти, Мила, ќе научиш да бидеш добра со другите, да не ги понижуваш без разлика дали се богати или сиромашни, дали се црни или бели. Јас ќе ти помогнам на тоа. Ти ветувам. Добро, Мила. Трогав ќе се секогаш. Да, се секогаш, Мила. Значи, вчера ми заборев фустанот на пеглата, значи, омилениот. Ти ти беше многу. Доброто на си ден. Тебе ако ти е добро. Мене не ме како те видов. О, пак ти да ми изгорчи. Добро, ученици. Добро утро. Како сте? Супер. Дали има оцепни ученици? Блажен. И трајчки. Пецо. Толкс. Дали сте подготвени за денешните испрашувања? Се разбира дека сме. Поред. Ајде да се почнем. Ајде, Анела, реши првата задача на табла. Не знам да ја решим на старомичка. Се разбира. Турски тамани како тебе ништо не знам. Срамота! Какви зборови се тие, Драгана? Ајде ти реши задачата. Не знам. Гледаш, Драгана? Не треба да се смееш на прочијето кога не знаат, затоа што рекол дека ти нема да знаеш. Седи на место. Што правиш со моите патики? Врати ми ги назад, тие се мои. Немој да ме гледаш така, врати ми ги патиките. Овие се моите патики. Пушти ги! Пушти, мој се! Мој се! Врати ми ги патиките. Што се случува тука? Ами ги украде патиките. Не, директорке, јас се направив такво нешто. Таа на големиот одмор врати ги држи се моите патики. Со своји очи видов. Ама, Драгана, како може да направиш вакво нешто? Како може да одбинеш Амела без да бидеш сигурен дека патиките се украдени? Драгана, те молам да се извиниш на Амела, бидејќи ти утринава ги имаше заборавени патиките дома. Те се извинувам, Амела, за грешката што ја направи. Многу непромислено од моја страна. Во ред, го прифаќам незнувањето. Од грешките се учи. Во знак на извинување, те поканувам да дојдеш кај нас на вечер. И тоа е воедна шанса за подобро да запознаеме. И благодарам. Се разбира дека ќе дојдам. Уште еднаш ще се извинувам, Амела. Те чекаме вечер, јас и мајка. Во ред. Дојдуваме.
Добре дојде. Овеле ми нешто дојде. Добре дојде. Леле, ма сте искали да прекрасно. Ни благодарам што ја почитувате нашата традиција и сте ги направиле нашите традиционални јадења. Се разбира, како што ти ја почитуваш нашата традиција и ние ја почитуваме вашата. Ајде, раскажи ни повеќе за вашите традиции и обичаи. Ова е одлична прилика да знаеме нешто повеќе едни за други. Се разбира. И почнувам со Рамазан. Рамазан е време за пост, солидарност, милосрдие и молитва. Ние постот го започнуваме од изгреј сонце, кој го нарекуваме суфур, и трае до зади сонце ифтар. Рамазан е месец за милост, добрина, солидарност и почитување. Колку убав празник и интересен начин на прославување има. Да, јас сум воодушевена. Не сум ги знаела овие работи. Од сега ќе ги сакам и почитувам сите. Зашто, иако сме различни, сепак сме исти. А ти, Амела, од сега ќе ми бидеш најдобра другарка. Јас се чувствувам виновна за тоа што судев непромислено и имав погрешни предрасуди за тебе. Да, ти беше виновна, но од грешките се учи. Добар ден! Добре дојдовте, деца. Поведете, седнете. Вашето присуство во нашиот дом на овој голем празник Прочка ја прави радоста уште поголема. Благодариме. Не ми се верува. Мојата желба се исполни. Ние повторно сме сите заедно. Но веднаш да ја научам лекцијата вака. Силните луѓе простуваат. Дури и на оние кои не го заслужуваат тоа. Остави го тоа, Драгана. Големината на човекот е во простувањето. Ајде да наздравиме за роденденот на Мила. Среќен роден ден. Среќен роден ден! Па вие сте прекрасни деца, но не заборавајте. Љубовта е присутна помеѓу оние луѓе кои се чувствуваат како своји. Без разлика на вера, бојата на кожата, љубовта значи да се ислуша и да се биде слушен, а не да се обвинува. Затоа, сакајте се, деца. А сега да наздравиме за вашето искрено другарство. Најдобри другарки!